Четврток, 9 ноември, кратки вести во 12 часот. Во болницата во Охрид ќе има инспекцијски надзор од страна на Министерството за здравство и Државниот санитарен инспекторат, иако колегите од болницата не можеле ништо да направат бидејќи детето било донесено мртво во болницата, соопшти министерот за здравство Фатмир Меджити во врска со настанот од пред 2 дена. Се останато за причината за смртта е во рамки на јавното обвинителство, посочи првиот човек на македонското здравство. Во меѓувреме веќе 2 години детското оделение во рамки на општата болница во Охрид поради недостиг на педиатри работи само како дневна амбуланта, а децата во ноќните часови, во викендите и празниците на прегледи и за хоспитализации се упатуваат во болницата во соседна Струга. Водостојот на Охридското езеро е на само 1 сантиметар под просекот за ноември. Според последните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, езерото е на кота од 693,28 метри надморска височина. Температурата на водата е 15 степени и е за 2 степени повисока од просекот. Од почетокот на месецов до сега водостојот е покачен за 3 сантиметри. Врнежите од дожд најавени за наредниве денови се очекува дополнително да ја подобрат хидролошката состојба на езерото. Кошаркарите на Охрид во сабота ги продолжуваат прволигашките надпревари. Во рамки на 7-то коло гостуваат во Кавадарци кај екипата на Евроникел. Надпреварот е со почеток во 18 часот, а ќе има и директен пренос. По 6 одиграни кола Охриѓани се 11 на табелата со само 1 победа, додека Евроникел се 4 со 10 бодови. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб ветер од променлив правец, максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.